А сега, почитувани гледачи, ќе гледате Бушави глави. Да, некој што оперира, ама или тоа е мобилен оператор за мобилните телефони. Оператор е тој што ги оперира луѓето кога имаат нешто дефект во телото. Оперира со телефони, компјутери и може други работи, како телефони со телевизори или лаптопи со телефони. Тоа е некој што е онлайн цело време. Тој човек што не оперира кога имаме некаков проблем или во такви моменти. Може и да има некој што се јавува на телефон да ни даде информации некакви за употреби. Оператор е некој кој ги оперира луѓето или оператор може да биде некој што се занимава со мобилни телефони, што постојано се јавува. Во секоја фирма има дежурен оператор. Бушави глави! Тие луѓето што ги оперираат луѓето што се повредени, исто така оператор е тој човек што се занимава со телефоните и цело време што зборува на телефона. Некој што работи на телефон цело време. И кога имаме некој проблем со сигналот на кабелска, се јавуваме на операторот. И тој по цел ден оперира. Да, исто така и што работи на берза некој. И било во кој ден од ноќта има дежурен оператор. Да, има многу видови на оператори. И ако ти треба помош, операторот ти се јавува на телефон. И ни се представува со име и презиме. И секогаш кога имаме некој проблем, ни се вклучува дежурниот оператор. И, например, во полноќ имаме некој проблем и се јавуваме и ни се вклучува дежурниот оператор. И ни вели повелете овде оператор број 7. И тој напишува што е проблемот. Оператор е некој кој што има одредени задолженија да оперира, да координира, да пренасочува и да одговара на повици, веројатно во некоја одредена дејност. Тоа некако се поврзува со мобилните оператори или со оние телевизиски, кабловски и така натаму нешта без кои денеска ние не можеме, но оператор би рекла е и човек кој што одговара на некоја дежурна телефонска линија и доколку имаме некаков проблем, тој не насочува и не води како да го отстраниме тој проблем. Бушави глави. На сите деца прво им посакувам насмевки, бидејќи тоа и го препознавам веднаш на прва кога ќе сретнам и запознавам некое детенце. Сакам да бидат здрави, радосни, да му се радуваат на животот и да бидат своји, да не дозволуваат никој да им го менува мислењето, особено не другарчињата кои што знаат да бидат малку потемпераментни, кои што знаат да им кажуваат како тие треба да размислуваат, значи да бидат своји, да не се срамат бидејќи скромноста е одамна излезена во мода, но и се разбира да бидат хумани, добри другарчиња и никогаш да не ги навредуваат оние со кои заедно учат, со кои заедно играат и така натаму, бидејќи некои деца тоа може многу да ги повреди. Бушави глави, бушави глави, бушави глави!